Добро утро на сите, драго ми е пак да се собереме назад и денес ќе зборуваме за нешто што сигурно сте го читале 100 пати, сигурно сте го виделе еден куп пати или сте го преследувале на било кој начин. Сакам да почнам со една забелешка давање на самиот почеток, дека многу често во мојот христијански живот, барем до сега, ми се случувало некој да каже: "Еј, ајде утре ќе имаме евангелизација." И веднаш се постава прашањето што всушност ние подразбираме под тоа. Може би ќе ви звучи чудно, ама многу е тешко за мене да прифатам дека евангелизација е нешто што се случува во одредено место, во одредено време, на одреден начин. По дефиниција, евангелизирањето, евангелизацијата, споделувањето на радосната вест мора да има врска со оно што го правам секој ден. Мора да има врска со оно што секојдневно го живеам и го правам. Евангелизацијата не е одвоен настан во кој јас се претворам во нешто сосема друго или ти се претвараш во нешто сосема друго. Евангелизацијата не е свет настан. Дури големите христијански организации, како Били Греем, асоциацијата, например, престанаа да викаат евангелизации, го викаат фестивал на надежда. Пред долги години, затоа што сватија дека ти не можеш да кажеш: овие 7 дена сега ќе имаме евангелизација, овие 7 дена Господ многу моќно ќе работи, а после ќе престане. Или пред тоа не работел, па сега ќе почне да работи. Не знам дали сте размислувале. Сакам само ова да ви го нафрлам малку, заради тоа што ако немате врска помеѓу тој што слуша и тој што зборува, вие не правите евангелизација. Може да правите што сакате, ама не може да ги врзете двете ствари и кажете: ова е евангелизација. Ова не е за критика, ова е само едно мое лично размислување. Кога ние зборуваме за евангелизирање, за споделување на радосната вест, ние исто така зборуваме за тоа дека сме се спремале и сме барале начин како да пренесеме радосната вест на тие до нас, на начин на кој тие, тој или таа или тие, се едно како сакате кажете, ќе ја разберат, ќе не разберат што сакаме да кажеме. И затоа денеска кога ќе почнеме да зборуваме за луѓе, ние зборуваме за две групи луѓе често пати. Зборуваме за христијани и зборуваме за новородени христијани. И ако зависи од кој контексти, ако си на запад да кажеме, новороден христијанин е некој што е цело време што ви кажува што не треба да правите и никој пат не ви кажал што треба да направите. Идејата е дека новородениот христијанин е лицемер, кој на сите им наоѓа мани, а за него никој не може да му најде мана. А идејата е дека сите други христијани се во право затоа што се мнозинство, нели? Нели живееме во христијанска земја и така натаму. И интересно е дека првиот пат кога се користи таа фраза новораѓање, се користи со човек што не свати за што станува збор. Никодим. Никодим дојде кај Исус, во Јован 3 глава ќе се сетите, затоа реков дека текстот ви е многу познат, ама кога Никодим дојде кај Исус, тој всушност дојде на начин на кој не разбираше што овој му зборува, во известна смисла. Зошто? Пак сакам да се вратам на оно што кажав на почетокот. Евангелизација не е нешто што се пали и се гаси. Тука. И мора да издефинираме што значи новороден. Што значи тоа ако човек не се новороди, што му беше тука спомнато, ако сакаме стварно да бидеме ефективни некој пати. Бидејќи, ако луѓето не го разбираат нашиот јазик, ако не разбираат за што станува збор, како ќе ти одговори да? Он може да ти каже да. Ама што мисли под тоа, може да бидат две различни, три различни ствари за нас денеска. Што не го вклучивме тоа? Ајде да го прочитаме текстот кој ќе ни биде основа за денес. Од 1 до 20 стих, ама првите 10 јас ќе ги читам за почеток. Меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, јудејски началник. Тој дојде кај Исус ноќе и му рече: "Рави, знаеме дека си учител дојден од Бога, зашто никој не може да ги прави овие чуда што ги правиш ти, ако Бог не е со него." Пате, бидејќи ви е познат текстот, ај пробајте да го читате како прв пат да го читате. Исус му одговори и рече: "Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо." Никодим му рече: "Како може човек да се роди кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на својата мајка и да се роди?" А Исус му одговори: "Вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Она што е родено од тело, тело е, а она што е родено од духот, дух е. Затоа не чуди се што ти реков, вие треба да се родите од озгора. Ветрот дува каде што сака и неговиот шум го слушаш, но не знаеш од каде доаѓа и на каде оди. Така и со секој човек роден од духот." Никодим му одговори и рече: "Како може тоа да биде?" Исус одговори и му рече: "Ти си учител на Израелот и тоа ли не го знаеш?"
Ај сега да видиме во овој текст што всушност се случува. И сакам да ме разберете затоа што ако Никодим, учител во Израелот, не разбра, како ќе разбере еден просечен човек на улица? Или ајде се прашаме што всушност се случуваше овде, бидејќи вие знаете оти фарисеите беа една стрикна религиозна секта. И да си бидеме за волја на вистината, ние цело време плукаме против нив заради тоа што они беа контра Исус, ама тие беа учени луѓе, праведни, морални, влијателни. Тие беа кремот на друштвото. И тие беа оние што всушност сакаат да зачуваат традицијата и верата на Израел. Тука. Тоа беше вистината. Ама читаме во втори стих, вика, тој дојде кај Исус ноќе и му рече, и ова што го читавме, Рави, знаеме дека си учител дојден од Бога. Зашто никој не може да ги прави овие чуда што ги правиш ти, ако Бог не е со него. И ова Рави, оваа титула што му беше дадена, всушност беше титула што се дава на религиозен учител. Во известна смисла Никодим има некоја почит кон Христос. Во известна смисла многу луѓе денеска кога ќе почнат да разговарат имаат некаква почит кон Христос, кон верата и така натаму и така натаму. Нели, тоа е реалноста. Иако некои луѓе се сомневаа во тоа Исус што го правеше, Никодим очигледно не беше од тие. Никодим си имаше веројатно видено доволно измамници, имаше видено доволно луѓе што тврдат дека се дојдени од Господ, а не се за да биде доволно паметен да каже ова е поинаков. И тука е целата поента. Вика, ти си поинаков. Ние гледаме дека нешто кај тебе е поинакво. Но знаеш ли, луѓе, сигурно имаше виден куп луѓе што лечат главоболка, ама што не може да излечат рак. Сигурно има 1 милион луѓе имаше гледано што вика, сега ти помини, ој си дома, за 2 недели ќе се вратиш, ќе бидеш поарен, или 10 пати ќе се молиме, па ќе ти се случи нешто. Ама кај Исус беше поинако. Сите чуда на Исус следеа еден многу интересен термин. Кога ќе се завршеше, исцелувањето беше совршено. Беше готово, завршено и оди си здрав и жив. Да, еднаш плукна 3 пати, еднаш и така натаму. Вистина е, ама имаше причина. Тоа може да се вратиме назад ако сакате друг пат. Ама Јован, како што го опишува ова, вели дека Никодим дојде кај него ноќе. И најчесто оне што го слушавме ние беше неќе да го видат луѓето, неќе да го видат небањаците, неќе да се меша со толпата што е околу Исус, сакаше да дојде во приватна една посета. Пред некое време ми поклони еден многу убав коментар на Евангелието според Јован, таму од еден автор, Дон Карсон. И интересно е дека он вика, причината за ова ќе ја најдете во целото Евангелие според Јован. Јован цело време прави еден контраст помеѓу светлина и темнина. Светлина и темнина. Цело време сака да каже Исус, вика, јас сум светлината, седате во темнина. Кој врви по мене, нема да е во темнина. Например, тука. И темно светло, цело време си игра Јован тука. И поентата му беше, се случува нешто неарно. Дојде човеков ноќе, дојде во мрак. Не му беше јасно. Дојде како таков. Може би греши авторов, ама многу интересно. За мене беше тоа. И затоа е светло-темно, бидејќи малку подоцна ќе се сетите што вика Исус, ова е судот. Светлината дојде на светот, луѓето повеќе ја засакаат темнината отколку светлината, зашто и нивните дела беа зли. Таму ќе го видите што пишува. Интересно е дека ќе го видите многу често тоа. Постојано. Например, кога излезе Јуда да го предаде Исус, сеќавате што пишува таму Јован? Става една фразичка. И беше, вика, што? Ноќ. Беше ноќ, стварно. А беше и духовна ноќ. Анархија, хаос, безбожие, тргна и излезе. И таа игра на зборови, условно речено, не е толку хронолошки маркер некој во смисла да каже ова беше дојде навечер во 7 сати или дојде сабајле во 8,5 сат, туку беше дојде во светлината, дојде во мракот. И тие две се цело време ги има во Јован. И реакцијата на Исус е многу интересна на тоа, на тој пристап на Никодим. Знаеме дека ти си дојден од Бог, и никој не може да ги прави тие ствари, ти си рабин и така натаму. И одговорот на Исус вика, вистина ти велам, ако некој не се роди од озгора, не може да го види Царството Божјо. Никодим не постави прашање. Никодим даде факт, кажа, Исус не одговара на прашање. Исус дава факт. Ако сте разговарале со човек за верата, често пати се случува да они да кажат да дадат некоја изјава, луѓето, ќе дадат изјава која не ја квалификуваат. Па јас си верувам.
И ние вика, па супер, одлично, че си арештира понатак. Забележете што прави Исус. Исус наместо да каже, па и јас си верувам и ти си веруваш, во право си за тоа кој сум јас, така си е ово, Исус ја врти водата скоро на друга страна. Вистина ти велам, вика, ако некој не се роди од озгоре, не може да го види Царството Божјо. Од каде до каде се појави ова? Што има врска одговорот со изјавата на Никодим? Јас не ви велам кога ќе сведочите да треснете нешто што и вие самите не знаете. Јас самиот не знам што значи, ама само да ги збунам луѓе, па после да ги вратам назад. Ама сигурно Исус имаше причина зошто го прави. Евреите има многу долга историја на тоа што требаше да се случи кога Господ ќе го прати Месијата. Идејата беше дека кога Месијата ќе дојде, он ќе смени се на подобро. Тоа беше првата основна идеја. Царството Божјо како јазик им беше познат на евреите. Мнозина ова го правеа во политички термини, го префрла. Се сеќавате, дури еден од учениците на Исус беше Симон Зелот. Еден многу политички ориентиран човек. Од друга страна, ќе видите Јаков и Јован доаѓа и рекоа, сакаме ние во царството твое да имаме функција и улога. Неколку пати на Исус му го поставија тоа прашање учениците, и додека беше на земјата пред да воскресне, и откога воскресна, сега ли ќе го воспоставиш царството Божјо? Цело време тоа царство им беше во главата како една физичка реалност. Еден милениумски можда рај, ако сакате да го кажете. Времето во кое царот Давид ќе владее, нели еден голем силен цар што се ќе покори, еден Соломон на кој сите ќе му доаѓаат и ќе му се поклонуваат заради тоа што е не знам си каков, нели толку добар, толку паметен, толку мудар, нешто. Ево ние евреите да дојде. Значи јудаизмот, еврејството ќе биде политички силно. Другата алтернатива што ја дава беше правдата и интегритетот ќе победат, затоа што тој Месија што треба да дојде, треба да биде честен и поштен. И тоа беше дел од тој муабет на ова Божјо царство што го зборуваме. Ќе се тргнат лошите луѓе или корупцијата ќе се тргне. Исус всушност зборува за нешто кое на никој му е познато, бидејќи влегува во неговата историја. Му вика, никој не може да го види царството Божјо. Оп. И го тера Никодим да почне да размисла малку поинаку. Што ти очекуваш уствари да се случи? Ако јас сум дојден од Господ, бидејќи никој не ги прави стварите како ти што ги правиш, што му вика Никодим, што ти очекуваш од мене всушност? И никој нема да го добие тоа што го очекува, ако не се случи нешто. Видите како интересно го врти аргументот Исус. Го тера да почне да се замисли. И веднаш проблемот е каков е тој одговор на непоставено прашање. Еден теолог, читав еден коментар, кај што малку се насмеав, оти јас сум некој пати таков. Овде испаѓа, тој вика, па Исус не дочека Никодим да праша, тој веќе му даде одговор, ти знаеш овој што ќе го праша. Јас знам така некој пати јас истрчам, во дебата, во дискусија сум со некој, и се веќе чекај ти кажам, и му давам одговор, вика, ама не те прашувам тоа. Сигурно вие сте се нашли во таква ситуација. Не е тука поентата дека Исус се истрча, одговори пред Никодим да праша. Јас знам што ќе прашаш, јас ти одговарам. Пред да ме прашаш, ќе ме прашаш тоа, јас ќе ти одговорам тоа, пред да прашаш тоа јас ова, ево дојдов до тука. Не е тоа поентата. Не, никако. Затоа што, ако така го читаме текстот, Исус е нестрплив, користи некоја си магична моќ, ако сме Божја моќ некоја си. Знам, ќе ти дојде, значи, човек за евангелизација и сега Господ треба ми даде мене, јас знам што мислиш, ево ти го одговорот уште пред да ме прашаш. Така не функционира овде. Исус, всушност, прво ги руши претензиите што Никодим ги носи со себе. Кога доаѓа Никодим вика, Рави, ние знаеме дека си учител дојден од Бог. Тоа ние не е како кај нас кои ќе гледате, нели, клипови на YouTube кои ја праша нека како вие гледате ново, па ние вака гледаме. Нели, оти човеков не разбира прво и трето лице и тие работи. Овде е друг муабет. Исус сака да му врати на него затоа што Никодим доаѓа во име на некој веројатно позади. И тие некои се ние дојдовме да те провериме. Ние сме тука да видиме кој си ти. Ние имаме право да одлучиме кој си ти, Исусе. Една лоша работа, неколку пати сум го спомнал, ова во денешно време почна од Декарт на времето. Мислам, значи постојам. Со други зборови, се она што мојот разум може да го рационализира, да го каже и направи е вистина. Другото јас можам да го тргнам на страна. Во известна смисла Никодим доаѓа така. Ние
како Синедрион, како 70 старешини, како тие најпаметните во државата, решивме дека ти си малку поинаков. Ние решаваме кој си ти. Ние ќе ти кажеме што мислим. Ти немаш што да збориш многу тука. Реакцијата на Исус се слуша, бе, Никодим, ти поима немаш за што зборуваш. И тоа да му го кажеш ти на професор по теологија, барем јас кога го учев, ќе беше малку опасна работа, да се каже. Исус не го гледа неговото од каде доаѓа тој. Исус вика, аз треба да ти објаснам како стварно треба да се смениш. Во нашата евангелизација, од другата страна, кога ќе се појави некој пати, ние сакаме да кажем, како на тој сега да му кажам, грешник си бе човече, кога гледав почитуван, чесен, убав човек, фин. Само Господ му фали. Па кажи му. Кажи му. Зошто го премолчуваш тој дел? Зошто премолчуваме некој пати, не сакајки да бидеме честни? Ти вика го гледаш Бог во моите чуда, ама ако некој не се новороди, вика Исус, нема да види ништо од тоа што го очекувате, ништо од тоа нема да се јави. И реакцијата на Никодим е, сеќавате, како може човек да се роди ако е стар? И немојте да мислите, пак ја речам, дека Никодим беше збркан, не знаеше од кај се раѓаат деца, не знаеше како се, и сега денес се, па како може па да се роди, ќе влезе ли во утробата на мајка ми, пак излез. Беше доволно мудар и интелигентен, како и секој од нас тука да свати дека Исус му дава метафора. Чека ти кажа, нешто треба да се случи тука. Повеќето евреи во денот на Исус го очекува царството, ама во оваа светлина, она што Исус сака да му го каже Никодим е ова. И затоа го ставив на слайд, за да може да си го погледнете неколку пати дека зборам. За да дојде царството, тоа што ни треба, тоа што ви треба се нови мажи, нови жени, не нови институции, како ново царство, не нови закони, нови созданија, нови луѓе, не покажување на сила преку некој царство, ни треба нешто да се смени во тебе внатре. Сакаш да го видиш царството, ќе треба да се смени нешто внатре. Сакаме ние да видиме честност во Македонија, треба да се смени нешто во срцата на тие што не водат. Не во законите, не во уредувањето, не во тоа дали ќе сме независни во Европска унија, неврзани или на исток или на запад. Треба да се смени човечкото срце ако сакаме да видиме промена понатаму. Тоа е она што Исус му го кажува просто и едноставно. И Исус му вика, сакаш нов почеток? И затоа Никодим многу во одговара, вика, ако забележувате, ама не може да се новородиш, вика Никодим. Тоа не може да се, со други зборови, нема начин да добиеш нов почеток во животот. Нема начин да почнеш од нула. Секој од нас овде што стои и што знае дека Христос го спасил, знае дека тоа е можно. Пренесете го на други. Кажете му, гледайте кој бев, гледайте што се случува тука. Ти не можеш, вика, да генерираш нов човек. Не можеш втор Никодим да извадиш. Јас сум тој што сум со цела моја историја, со цела моја позадина, со се глупо и добро и паметно и се убаво што се направил до овој момент. Никодим го разбира тоа. И затоа вика, нема шанси. Не можеш да влезеш пак во утробата. Тој продолжува со метафора. Не продолжува со глупост. Многу убаво знае зашто станува збор. Јас сум среќавал луѓе што викаат, да можам да се вратам назад. Јас сум среќавал луѓе што викаат, да може во тој момент да направам поинаков избор, да видиш сега кај ќе ми беше животот. Никој не вика, камо да можам да го направам тоа. Камо да можам да извршам таа промена. Дори и песна имаше за тоа, сеќавате од Род Стюарт, да го знаев денес тоа, да го знаев тогаш тоа што го знам денес, кога бев помлад, памтите? Има една многу интересна песна од него таа. Не може да се новородиш, вика Никодим. Што е пишено? Е пишено. Колку и да беше морален, колку и да беше религиозен, Никодим, јас сум сигурен дека викаше, камо да можам да се вратам назад, па да направам нешто друго. Зошто го велам тоа? Затоа што не постои човек, така го кажувам, па вие проверете, што нема нешто што би сакал да го исправи, да каже, да можам да го сменам ова. Да можам да го сменам она, да можам да го сменам ова мало парченце, макар мала глупост што сме ја направил некој пат. Никодим вика, нема шанса, нема, такво нешто не може да се случи. Ако влезот во небесното царство е да почнеш од почеток, неоптоварен од сето твое минато, тогаш реалноста е дека никој не може да влезе во него. И Никодим тоа го свати.
И Исус не го остави во незнаење. Значи, ова е моментот на она евангелизација што ја викаме, која ќе му покажеме на човекот дека се она што мисли дека го прави добар, честен, поштен и како сака нека е, според Библијата е валкана облека, која не може да му даде ништо. Ево, ќе се соочи со таа реалност, Исус оди чекор понатаму во 5 стих и му вика: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и дух, не може да влезе во Царството Божјо. Сега, ако ги споредите, ако сте отвориле во Јован 3, споредете ги 3 и 5 стих. Ако ги споредите, ќе видите дека новороден е сосема исто со вода и роден од вода и дух. Што ми сфрлите се што пишува во 3 стих, освен новороден, ќе видите дека во 5 стих е повторено на начин кај што вика роден од вода и од дух. Со други зборови, роден од вода и дух не е две различни раѓања. Ова е една од основите на теологијата, дека човек кога ќе се ново роди, го прави тоа бидејќи веќе Светиот Дух влегол по него и го запечатил. Ова е разликата помеѓу нашето уверување и теологија на нашите цркви, на овие што ги викаме поконзервативни, и оние другите цркви кои тврдат дека мора да има второ искуство, второ нешто што ќе се случи ако сакаш да добиеш Свети Дух. Еднаш ќе се спасиш, после ќе добиеш Свети Дух. Овде, барем, не го пишува тоа. Сега, некои овде ќе кажат дека во историјата велја дека водата е крштевањето. Ќе се крстиш, Светиот Дух ќе слезе врз тебе, нели како што се случи на Исус кога се крштеваше, ви текнува. Ама не може Исус да очекува Никодим да разбере што значи христијанско крштевање, кога тоа се уште не се случило. Не можеме во текстот да читаме нешто наназад, да кажеме, знаеш, Никодим не разбра, ама ова значеше тоа и тоа. Не може така. Основното правило на библиското толкување е дека луѓето во времето кога Исус кажал што кажал или кога пророците кажале што кажал, треба да го сватат, да ја сватат поентата на кажаното. Има работи во Библијата кои тек ќе ги разбереме или ќе се откријат до крај. Ама основниот концепт, основната идеја, основната теза мора да била разбирлива на тие што им е кажано. Иначе ти не можеш да го судиш Никодим зашто не разбрал, ако го тераш да разбере нешто од 20. Ебе, Никодим, ти немаш појма што е тоа мобилен телефон, затоа си глуп. Мислам, нема шанси. Тоа што ние зборуваме за две различни ствари, за друго. И прашањето е ова. Никодим имаше сигурно запамтено многу страни од Стариот Завет од Тората. Мораше да го знае законот, мораше да ги знае пророците, мораше да разбере многу ствари внатре. И со други зборови, Исус очекува од него тој да разбере нешто што веќе треба да му е познато. Само каже, момент да има. Кога ние сведочиме, ние сакаме на луѓето да им кажеме нешто кое ќе ги поврза со нивното искуство и ќе кажат А не дека е нешто толку ново што и јас појма немам. Треба факултет да завршам за да разберам што сакате да ми кажете или да ми пренесете тука. Значи Исус очекува тој да разбере што сака да му каже. И тогаш прашањето што се поставува е ова: каде во Стариот Завет пишува за ново раѓање? И одговорот е никаде. Никаде. Никаде не пишува. И пак се враќаме, ако нигде не е напишано, тогаш зашто Исус би го обвинил Никодим за нешто што не го разбира? И за нешто што не го знае. Ама, знаете, има текстови во Стариот Завет, нема да ги врвиме, кои точно зборуваат за водата и за духот во однос на тоа дека човекот мора да започне однова. Пред 6 века, пред ова што се случува, имаше пророк кој се викаше Езекил. И тој зборуваше за Бог и дека тој кажува дека во последните денови Бог ќе го наруси срцето на луѓето со вода и тие ќе бидат измиени. Бог ќе го направи, вика тоа. Ќе го излее врз нив Светиот Дух и тие сите ќе го познаваат. Ќе им го земе, вика, нивното срце што е од камен и неговите луѓе ќе го познаваат, вика, од најмалиот до најголемиот. Со други зборови, Никодим требаше да знае дека идејата за вода и дух значи оти Господ Бог е оне што ќе му го смени срцето на човекот. Не требаше да знае дали вакво или онакво ќе се каштеват, вака или онакво ќе каштеват во базен, во река, во езеро, не е важно. Поентата беше дека, Библијата зборува дека Бог ќе го смени човекот преку вода и преку дух.
И кога Исус му го повтара тоа, тој требаше да сети да каже, аха, ова што Исус ми го зборува мене е дека единствен начин да влезам во небесното царство е ако ми го смени некој срцето. Толку просто, толку едноставно. Ништо повеќе. Во минатото, ќе читате низ Новиот, низ Стариот Завет, ќе видите дека Бог ги посетуваше луѓето преку посредник. Бог зборуваше преку цареви, преку пророци, преку псалмистите, нели во псалмите таму, и ќе им кажеше се она што ќе биде или што ќе се прави. Понатаму почна да им зборува преку свештениците, кога храмот се воспостави. Требаше да отидат во храмот, да принесат жртва, да бараат прошка од Бог, нели, да бидат дел од празниците и така натаму и така натаму. Се беше тоа супер. Ама ќе ги поучува луѓето и вика, слушнете што вели Господ, послушајте го што вели Бог. Еден ден Бог ќе го истори својот Свети Дух врз луѓето. Ќе им го смени срцето. Или Јоел што вика, ќе имате веќе срце од месо, а не срце од камен. Ќе ве сменам на цело. Ама која врши промената? Не сум јас. Не е телесното мое што врши промената. Божиот Дух ќе биде тој што ќе ја направи промената внатре. Ќе им ги исчисти срцата со таа вода и ќе им даде вистинско познавање на живиот Бог, Духот. И затоа Исус вика, таква радикална промена ќе се случи како Павле да се родил пак денес. Не само што се родил на 8 август 65-та, денес ќе се роди. Толкава е радикална промената, како денеска да почне се од нула. Размислете колку убава, прекрасна опција добиваме со тоа. Ако Божиот Свети Дух ќе дојде врз тебе, вика, тој ќе те смени, ќе те исчисти, ќе сакаш да бидеш се поблизок до Бог и она непремостив јас што го имаше веќе не постои. Бог го решава твојот проблем со гревот. Бог ти вика, сакам да ти дадам нешто што ќе те смени. И тогаш Исус дава една аналогија таму во 6 и 7 стих. Она што е родено од тело, тело е, а она што е родено од дух, дух е. Затоа не чуди се што ти реков треба да се родите од озгор. Со други зборови вика, физичкото, телото твое, окей, тука е. Тоа е телесно. Она што е внатре во тебе, што ќе живее вечно утре други ден, твојот дух, ти како личност, твоето јас, може само духот да го смени. Никој денеска не може да ти каже, знаете, зошто мртовецот е мртав, а живиот е жив. Ние може да зборуваме за физиологија, не му тече крв, не дише, срце не работи, така натаму. Што му фали? Имаше една книга, знаете, што зборуваше за оние 3 грама, или како ги викаат, ќе умре човекот 3 грама поред 27 грам. Како беше таму тие глупости таму? Стварно? Вау! Цела душа 21 грам. Цело човечко битие 27 грам. А зошто не 2,1 грам? Зошто не 0 грама? Ако е веќе дух. Хајде да не зборуваме за тоа, да не се глупираме. Извинете ми, изразот таму. Хајде да не се глупираме. Поентата е ова, мора да почнеш на ново. Мора на цело да се смениш, да почнеш од нула. И само јас може да ти го дадам тоа, практично вика. Духот може да го направи духовната промена, не телото. Знаете зашто е важно? Никој не може со своји сили да стане доволно добар за му служи на Бог и да заслужи спасение. Боже, ти благодарам што не сум како вие. Имаше еден таков фарисеј. Фала ти што не сум како тој. Гледај ме колку сум јас поштен. Бог вика само осуд да си навлече на себе си. Сакаше да каже дека е почестен од Бог практично. Не оди таа работа. Тоа што е родено тело, тело е. Овца не раѓа свиња. Зајак не раѓа хрчак. Слични се, ама не се исти. Не може да се случи тоа. Ако стварно сакаме вистинска органска врска со Бог, мора да имаме на ниво кој е Божјото ниво. Тоа е на духовно ниво. Мора да се смени нашиот дух. Иначе, се дека остануваме само со телесното, ние сме во една група што е одвоена, оттуѓена, ако смеам да кажам, од Бог. И потоа дава уште една аналогија, за која сигурно сте чуле многу поубава во оригиналниот грчки, отколку тука, бидејќи ветер и дух во грчкиот е еден исти збор. И он вика тука, ветрот дува кај што сака и неговиот шум го слушаш, ама не знаеш од каде доаѓа и на каде оди, така и со секој човек роден од духот. Со други зборови, како што јас го чувствувам ветрот, а не мора да знам од каде доаѓа, така ќе го почувствувам духот, иако можеби и не разбирам се од каде ќе дојде. Ама ќе го добијам и ќе го имам. Ти не можеш да го негираш ефектот на ветрот, иако не можем да го објаснам. Во Скопје е лесно, ние знаеме кога дува ветрот и маглата си оди. Ама кога се отворува на планина горе, јас не гледам физичко нешто кое доаѓа на кај мене и ме турка. Ама замоти ме турка.
Знамо ти го има, знамо ти е овде. Го осеќам ефектот. Јас не можам да објаснам цела механика на новото раѓање. Никој не може да објасни целата механика на новото раѓање. Ама се случува. На тинејџерите, на тинејџерски час, имаме тука некои што ми биле тинејџери. Наједноставната споредба за ова е како знаеш што ти си заљубен? Ај објасни ми. Тешко ли, Секој поинако може да ќе објасни. Ама знаеш што ти си заљубен? Заљубена? Да. Како знаеш дека духот действува? Како духот? Не знам како духот действува. Има една таква песна ни ја пее. Ама знамо ти действува. Оти го чувствувам, оти го знам внатре во самиот себе си го има тоа. И затоа вика Никодим, Никодим се чуди, вика, аман, како може тоа да биде? Вика, ти си во Израел, ти ли не ги разбираш тие работи? Ама да видиме зошто Исус имаше авторитет така да зборува за самото новораѓање. Вика, вистина ти велам, се забележите што вика, ние зборуваме за оно што го знаеме и сведочиме за оно што сме го виделе, а вие нашето сведоштво не го примивте. И тука прашањето, проблемот е кој се тоа ние? Учениците не. Учениците беа на цело збркани. Малку подоцна ќе видите во Јован дека беа тотално збркани, не разбира. Повеќето коментатори велат дека ова ние беше, никој да вика, ние знаеме дека ти си учител од Бога, и вика, па ние знаеме дека ти си во криво. Не зборува ни за тројство, ни за ништо, тука следи неговата идеја и неговиот начин на зборување. Чекате, разбудам малку. Ние зборуваме за оно што го знаеме. Кој се тоа ние? Некој ќе рече таткото, синот и светиот дух. Може би, ама Исус беше сам пред него. Јас мислам дека беше малку да го боцне, да каже, вие знаете едно, ние знаеме друго. Ево што знаеме ние. Дум. Сведочиме за тоа што го имаме и натаму. Одговара со ние овде. На некој начин ги руши сите негови претензии, види кои сум јас, види и тие ствари. И затоа Исус одма се врти после оваа реченица, пак во прво лице. Кога за земни работи ви зборував и не верувате, како ќе поверувате ако ви говорам за небесните? Никој не се искачил на небото, освен оној кој слезе од небото, синот човечки кој е на небото. Кога ќе прочитаме вака, е многу брзо. Син човеков е едно од имињата на Исус, нема да зборуваме за него сега. Ама, забележете го вториот дел. Никој не се качал на небото, освен оној кој слезе. Што е поентата? Јас доаѓам од горе, јас не бев тука да се качам, да видам па да се симнам да ви кажам, туку јас слегов од дол, од горе да ви кажам и пак и си одам горе. Со други зборови, Никодим не можеше а да не свати дека Исус се изедначува себе си со Бог. Никој вика не може да ти објасни подобро отколку јас, кој слегов од таму да ти ја пренесам таа порака. И кога ќе седнете да разговарате со луѓе денеска за спасение и ќе почне да ви зборуваат, ама нели има различни начини на спасение, нели има различни луѓе, различни следбеници, различни гуруа, ако сакате така, кои може да ги следиме да се спасиме, Исус вика не. Единствениот вистински одговор за спасението, за новото раѓање може да ви го даде само тој што слезе од горе. Јас. Не јас, па Христос. Во таа смисла. Тоа е она што тој го кажува. Зошто вика можете да го кажеш? Од јас дојдов од горе. Ниеден друг не го тврди тоа. Ниедна друга личност не го тврди тоа. И според зборовите на C.S. Луис, знаете, или е луд, или е зол, или е тоа што тврди дека е. Луд човек не може да зборува вака, што професор по религија, филозофија доаѓа и вика никој не зборува како тебе, никој не ги прави ве ствари. Зол, зошто е бил зол кога излекуваше, сакам да ти дам спасение. Значи мора да е тоа што е. Не навлегувам, но тоа е една цела, ако сакате апологетика некој пати, може да ја зборувам. Вие не можете да го откачите Исус туку така само ако кажете, може да дошол од небото, може да не дошол, кој знае, не е битно. Ако го откачиш на тој начин, не можеш да добиеш спасение. Оти немаш авторитет кој ќе ти каже како да дојдеш или како да се спасиш. Бидејќи, да цитирам еден автор, самиот Бог вика испрати некој поврзан со Бог, некој кој е во некаква смисла поврзан со Бог, некој кој дојде од Божјото присуство, кој не требаше да оди горе за да се врати долу, туку веќе беше таму и дојде кај нас. И ова во христијанството ние го нарекуваме концепт на откровение. Откровение не во смисла дека ми се откри се што ќе биде со мојот живот до крајот на животот, туку дека самиот Бог е оној што ни кажува за него, самиот Бог е тој што не вика кај него и самиот Бог е тој што го дава патот за да стигнеме кај него.
Бидејќи ако он не ни се откриеше, ние немаше да знаеме ништо. И ова го руши сето човечко знаење, сите човечки претензии, сите ние знаеме дека Исус е еден многу добар, морален, честен човек. Джабе вие знаете кога не го слушате оне кој дојде од горе за да ви каже точно што беше вистина. Ова е сакате од трето лице, го имате тука вистинскиот сведок, а вие прашувате некој во трети град за тоа што направил он. Вика, ја ќе ти кажам, не, ја ќе прашам трет. Ама јас сум очевидецот, јас сум тој за кој се збору. Фала, јас ќе прашам некој друг. Тоа го прават луѓето кои речат, абе Исус, окей, ама чекај, ја ти кажам сега што мислам, што знам. Од трета рака, втора, трета рака бараме нешто. Бог одлучи да ни се открие, за ние да не мора да се чудиме кој е, каков е и од каде е. Христијанинот, новородениот христијанин, не предпоставува дека знае повеќе од тој безбожникот, не предпоставува дека е подобар од безбожникот, не предпоставува дека е почестен или подобар и ете затоа Господ не избра, туку само вика јас го прифатив она што ми го откри Бог, поверував во него и стојам пред тебе, како што рекол еден стар автор, како еден вика просјак, кој на другиот просјак му кажува каде може да најде лепо. Тоа е ставот. Ние знаеме нешто што некој нас ни го открил. Ако ние не прифатиме дека Христос е тој што го дава целото откровение за тоа како човек може да се спаси, ние немаме христијанство. Нема христијанство. Ама целата логика на христијанството, ако сакате, ако е само логика, ни покажува дека ова е вистината и никако поинаку. Никодим сака да го процени Исус, ама ако Исус е оне што тврди дека е, јас и ти не можеме да го судиме кој и каков. Или ќе го прифатиме како што е, или не го прифатиме ич. Ама, ова за последици има и нешто друго. Или ќе прифатиме се што бара од мене после тоа, или се лажеме сами себе дека го следиме. Тоа се алтернативите и немаме други. Тука. Ајде да видиме на брзинка како Исус го прави новораѓањето. Ќе завршиме на време. 14 и 15 стих би било чудно за нас ако не го знаеме контекстот, бидејќи вика како што Мојсија ја подигна змијата во пустината, така треба се издигне и синот човечкиот, секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Веројатно ви е познато, нема да навлегувам во тоа, ама кога израелците излегоа од Египет, кога врвеа низ пустината, во еден момент им пукна филмот и почна да се жалат против Бог. Господ не им чинеше, храната не им чинеше, ништо не им чинеше, почна против Бог и Бог рече ќе ги истребам. Како ќе ги истребам? Ќе пуштам отровни змии. Бог им ги пушти змиите отровници, почна да гинат луѓето, дојдоа кај Мојсија и рекоа: "Аман, помагај, што да правиме?" И Бог му рече на Мојсија: "Направи бакарна змија. Стави ја на стап, дигни ја високо и секој што ќе погледне на змијата ќе живее." Ама глуп начин да се спасиш од змија. Ама Господ вика: "По мое или никако." И не беше глупаво. Поентата беше: јас сакам тоа што те уништува да ти биде тоа што ќе те спаси. Твојата човечка природа те уништува, човекот, богочовекот ќе биде тој што ќе те спаси на крајот. И затоа тоа дигање на змијата во пустињата, ултимативно во крајна сметка, се исполни во Исус. Онаа анархија, кога човекот се дига против Бог, кога вика: "Господи, ти си имаш свој начин, јас имам мој начин, јас пресметувам, според мене треба ова и ова да се случи, или вака и вака треба да ми оди животот", Бог го нарекува греф. Греф е секој пати кога сакам да биде по моје, а не по него. Многу едноставно, просто, јасно кажано. Тоа е гревот. Секој поглед, секој начин, секој став кој е надвор од оно што Бог го пропишал, Библијата го нарекува греф. И Бог не може туку така само каже: "Добро, да ти прави си што сакаш, живеј си како сакаш, крши ги сите моите правила како сакаш." Зошто? Бидејќи, ајде, нема везе. Нема везе. Јас ќе си премолчам. Па нели Господ треба простува, ако е Бог, нели треба прости? Па кажемо го тоа на оној што е дебело повреден. Прости бе, што ти е гајле? Кажемо на тој што ти украде нешто, па прости ми де, што ми остае голи пост. Не ни оди баш така, нели? И затоа, од цела ова приказна, или ако сакате вистинска случка, поентата е, ние мора да се фокусираме на Бог, ако сакаме да одиме понатаму, ако сакаме нашето спасение да биде вистинско. И идејата е ова: кога Бог го создаде светот, тој беше во центар на се. Тој беше во центарот на разбирањето, тој беше во центарот на обожувањето, тој беше во центарот на се што се прави. И првите луѓе рекоа: "Во ред, окей, супер, фала ти." Кога човекот се побуни,
Првото што се случи беше, јас сакам моја собствена автономија. Јас сакам да најдам начин како јас ќе си ги решам моите ствари. И следниот чекор беше овој. Ако јас одлучувам, тогаш јас ќе одлучам дали има или нема Бог. Ако јас одлучам дека има Бог, јас ќе одлучам каков треба да биде тој Бог на кој јас ќе му слушам. Тоа за Божи го зборува, ако го седите каде е царот. Малце погледнете го ако Никола гледаме закачил онлайн. Мојата автономија ми дава право јас да одлучам каков треба да биде Бог. И Бог вика малку утре. И ние викаме, јас сакам да сум центар на Вселената. Не ви се верува. Да ви дадам еден прост пример. Ово го сликав денес кod Савајле кога влегов тука. Кажи ми кон кој е прво привлечен твојот поглед? Колко го бараш прв на сликата? Себе си. Да ви дадам слика од 200 души. Сме били на конференција од 500 луѓе. И ги ви ја праќаат сликата. И првиот што го бараш сум јас. Зошто јас? Јас сум центар на светот. Јас сум причината за сликата. Јас сум главниот, ако јас го нема ништо. Смешен пример. Ама тоа е реалноста на нас луѓето. Ние сакаме да сме во центар на се. А Бог вика, така не може. И дури од кога Бог ги спаси, не му кажа фала, ги издаде од оста, не му кажа фала, продолжија натаму да прават проблеми. Интересно е дека кога луѓето се кајат, Бог го дава лекот. Кога луѓето рекоа ние сгрешивме, Бог рече ќе има змија која ќе ве спаси. Кога луѓето се кајат денеска, Бог го дава крстот. Тука. Инаку, влегуваме во еден затворен круг. Па од кај знам дека тоа што го кажува Христос е вистина? Ако не сум сигурен дека тоа што го кажува Исус е вистина, тогаш она што го кажуваме дека јас имам моја вистина. Зошто по твојата вистина да е повистина од мојата вистина? И тогаш влегуваме во на постмодерното денеска дека сите имаат своја вистина по која сакаат да живеат, ама нема апсолутна вистина според која ти и јас може да живееме заедно. И затоа доаѓаме до индивидуализам, затоа имаме луѓе што викаат јас сум си дома сам, црква ќе си седам дома, и затоа имаме индивидуализам на луѓе кои викаат па не мора јас да бидам со браќа и сестри во Господа за да бидам верник. А тоа е, браќа и сестри, греф. И па се враќаме на основата. Јас ќе кажам како ќе живеам. Јас ќе кажам како што ќе оди. Ама ајде да го завршиме ово со два збора. Зошто дојде Исус? 3:16. Зашто Бог толку го возлюби светот што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Бог не е должен да ни прости. Знаете тоа? Бог не мора да ни прости. Бог сака да ни прости. Замислете си дечко и девојка во Охрид. Се сите сме, повеќе тука сме во брак, сме били во брак и така натаму, не е важно. Ама шетаат. И машкото го вика на девојка, те сакам. Што значи тоа? Во денешно време може да значи многу ствари. Сакам да спијам со тебе, сакам заедно игрица да играме, сакам цел живот да ти го дадам и да го поминам со тебе. Не знаеме што е. Од самиот збор, многу нема да знаеме што е. Бог во Библијата кој ќе рече те сакам, вели те сакам на начин што ќе го покажам со жртва. Што ќе направам се за да те доведам кај мене. Знаете, ако ја читате историјата на христијанска теологија, ако погледнете уназад на богослови и теолози, ако се вратите на средниот век, ќе видите дека луѓето го гледаат Бог како еден толку бесен и љут Бог, што само го казнува гревот цело време. Цело време го казнува гревот. Ние денеска додавме во еден друг екстрем, каде што Бог цело време го негира гревот и го замолчи и си го прескокнува. Од една крајност отидовме во друга крајност. Вистина, знаете како, ние додавме во таа ситуација, ако Бог стварно постои, мора да ме сака. Мора да ме сака. Ако го има, мора да ме сака. Не мора да ме сака. Може, ама не мора. Тука. Бог не мора да ни даде и затоа понатаму малку во тој текст вика ова е судот, светлината дојде на светот, ама луѓето повеќе ја засакаат темнината отколку светлината, зашто нивните дела беа зли. Зашто секој кој прави зло ја мрази светлината и не оди кон темнината, кон неа, за да не бидат разоткриени неговите дела. Со други зборови, секој од нас ја сака мракот. Секој од нас ја сака никој да не му каже што ќе се прави и како ќе се прави. Како никој, патем речено, што си дојде во мрак.
И во 17 стих, да се вратам малко, зашто Бог не го испрати синот во светот да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Ние имаме доволно моќ денеска во светот. Ако не верувате, седете се што се случува во Украина, имаме доволно моќ во светот денес да се уништиме едни други. Да го сравниме човештвото до крај. И по мене, единствениот кој го спречува, тоа е Бог. Затоа што не љуби. Затоа што го љуби и оној што плука против него и што фрла камења по него. Тоа не значи дека ќе го љуби вечно, тоа не значи дека вечно Господ ќе не трпи. Ама тоа значи дека неговата љубов кон нас е таква што вика, аз можам да ти дадам нов почеток денес. Да почнеш од нула, како ништо тоа што бил. Ево ќе ти каже некој, еј, ти види каков си бил, ќе речеш, точно, ми кажуваш каков сум бил, а не каков сум и каков ќе бидам. И тоа на човекот му дава слобода. Ако синот ве ослободи, што е кај Библијата, стварно ќе бидеме слободни. Оти тогаш мојот идентитет не е врзан ни со мене, ни со жене ми, ни со имотот, ни со парите, ни со клучот, каков клуч од кола носам и возам и правам, туку е врзан строго и единствено со оној кој толку ме сакаше, што се даде себе си за мене. Тоа е ново раѓањето. Нов живот даден од некој, заради тоа што тој некој го даде својот живот за мене и за тебе. Кога ќе ви текне за никој следниот пат, кога ќе го кажете Јован 3:16 така на брзина некој пат, седете се нова. И нека Бог стварно ни даде сила да го пренесеме на другите на овој начин. Амин.